Iz temnice velikom glasom ti tako skončaš se, ti tako skonča se. Govori, dušice moja grešna, što mi želeš i sušte, da vidiš kraj knjižni, jako i koradnik kraj morju, jako i bolen zdravije, jako i ubog pištu sebe i odejanije. Pokoj i rci i jad zajedno napisao kroz tebe. Во централниот дел на Македонија, книжевни скрипториуми постоеле во неколку манастири. Ние најдовме конкретни податоци за напишани книги во манастирот Свети Јован Претече, Продром, Слепче, Света Богородица Трескавец, Свети Спас Зрзе и Свети Никола Топлички. Слепченскиот манастир се наоѓа на селото Слепче, Демирхисерско. Црквата е посветена на Свети Јован Претече, Продром. Во науката не е точно утврдено кога настанал овој манастир. Се мисли дека е подигнат во 14-тиот век. Во текот на средниот век прераснал во главен книжевен центар во Македонија со бројно монаштво, богата библиотека и активен скрипториум. Особено активна била книжевната дејност во 16-тиот век, кога тука работел истакнатиот книжевен деец Висарион од Дебар, тоест Дебарски, и неговите соработници, книжевниците Пахомий, Матеј и Инок Сисој. Од Висарион Дебарски досега се откриени дури 23 обемни ракописни книги, што го прават еден од најголемите книжевници во Македонија и општо во јужнословенската средновековна литература.
Книгите на Висарион Дебарски представуваат избор на разни црковни текстови, кои што ги избирал сам од разни ракописи, формирајќи на тој начин зборници со разновидна содржина, кои секако биле интересни за средновековниот христијански читател. Во своите зборници Висарион Дебарски неретко го става местото и времето каде и кога ја напишал дотичната книга. За илустрација ќе споменеме некој од нив. Во зборникот со творбите на Дионисий Аеролагит од 1553 година покрај другото пишува: Писах сија у монастир Продром в лето 1553 книгу Глаголеми Дионисije. Исписах книгу Смирени и мънши в Иноцех, иеромонах Висарион от Дебарскаго предела. Исписа се сија божествена книга Златоуст в лето 1547 у монастир Продром Висарион иеромонах. В лето 1563 написа се при игумена Стефана иеромонаха у монастир Продром Матеј иеромонах. Сија книга Глаголемаја мини месец ноемвра. Саписа се месец ноемвра 24 ден. Светому Јоана претиче. Книжевната активност во манастирот Продром, како што се гледа, особено била развиена во 16 век, но имаме податоци дека таму се пишувале книги и во 17 век. Така во канон Богородичен од почетокот на 17 век се среќава следниот запис од авторот на ракописот. Сија книга Глаголема молебник Богородици в обител Светаго Јоана Претеча. Благодарение на богатата книжевна активност и книголюбивоста на луѓето што живееле и работеле во Слепченскиот манастир, во минатото тој имал голема и значајна ракописна збирка, во чиј состав легувале значајни македонски ракописи, како што е, например, Слепченскиот апостол од 11 и 12 век, пронајден во манастирот од Виктор Григорович во 1845 година, кој што зел еден дел од него, што сега се чува, еден дел во Москва и еден дел во Ленинград, а делови од овој значаен македонски споменик се чуваат и во Киев и во Пловдив. За богатата манастирска библиотека, која што Виктор Григорович ја посетил во 1845 година, кажува дека видел 60 ракописи и голем број фрагменти од ракописи и притоа зел 12 значајни ракописи кои што ги однел во Русија. Во 1916 година Јордан Иванов го посетил Слепченскиот манастир
и кажува дека таму видел 70 словенски ракописи од 14 век и понови. Денес нема ниту едно ракописно ливче. Кој мисли да краде книгата, да биде клет и проклет, и по смрт нерасипан. Камени телес да се стопи, а тој никако. Книжевната дејност се извршува и во Битолско-Пелагонискиот регион, каде што постојат значајни манастири како што се Буковскиот манастир, Крстоарскиот, Паралескиот и други во кои се создавало ракописно наследство. Эта книга написана мной умершним, присно памјатним рабом Божјим Симоном, иеромонахом из местности Пелагон, из города Хлери. Рука моја истлеет в могиле. Книга же останаеться на века. Трескавечки скрипториум. Манастирот со храм посветен на Света Богородица се наоѓа во близина на Прилеп. Основан е во 13 век, а обновен во 1430 година. Во текот на вековите прераснал во главен книжевен центар во Централна Македонија. Во него се пишувани и препишувани книги и е создадена богата манастирска библиотека. Постоело и келијно училиште во кое учениците се подготвувале за свештеници и притоа се учеле да ја негуваат книгата, тоест пишувале и препишувале црковни текстови. Постојат разни белешки по ракописите од Трескавечкиот манастир. Така, во службен минеј за септември од 15 век, што сега се чува во Јагелонската библиотека во Краков, од број 77 се вели: Глаголи јазиче, гледајте очици, пишете ръчици, дондеш свемете. Сию книгу минеј трескавец. Пресветие владичице наше Богородице, в лето 1693 од рожденства Христа.
Книги во Трескавечкиот скрипториум се пишувале и во подоцнежните векови, во 18-тиот и 19-тиот век. Така во ракописот Чудата на Пресвета Богородица од 1720 година, што сега се чува во Универзитетската библиотека во Белград под број 27, се вели: Се писа сија книга глаголемаја, чудеса пресветие Богаматере, Гаврил и Јеромонах, поклоник живоносного гроба Христова во манастир Трескавец, при игумено Кирте Офану и Јеромонаху, 1720 лето. Поради своите знаменитости, манастирот бил посетуван од разни видни културни и научни работници. Многу од тие посетители дават опис на манастирот, меѓу другото, тие се осврнуваат и на богатата манастирска библиотека, претежно создадена од овдешните книжевници, како и донесени книги од разни места. Нашиот преродбенски писател и собирач на словенски книги и ракописи, Јордан Хаджи Константинов Джинот, го посетил манастирот во 1854 година и дава сообштение во Цариградски весник во кое вели: во манастирот Трескавец имало 20 товари ракописи, а и сега има. Во 1865 година манастирот го посетил рускиот патешественик архимандритот Антонин Капустин и истиот кажува дека видел 15 ракописи, меѓу кои и 4 пишувани од јеромонахот Захари од крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век. Така, во минејот од 1712 година, од книжевникот Захари се вели: Во лето 1712 се писа сија минеј. Аз убоги и мънши виноцех Захарije, иеромонах монастиру Трескавцу, храм честно е успение Пресветија Богородици. При крајот на 19-тиот век Никола Ганчев Еничарев, учителствувајќи во Прилеп, собрал добар материјал за Прилеп и околината и го објавил во книгата Воспоминанија и белешки во 1906 година. Во неја, покрај другото, пишува и за библиотеката на манастирот Трескавец. Неколку години пред моето доаѓање, пишува Еничарев, бројот на ракописите пишувани на пергамент или на хартија бил голем. По црковните тронови и по олтарот имало натрупано многу купишта од томови на ракописни книги. Од Трескавечкиот манастирски книжевен скрипториум денес се наоѓаат ракописи во библиотеките и музеите во Белград, Софија, Москва, Краков и друго. Од богатата манастирска библиотека денес нема ниту трага во манастирот. Се е разграбано и уништено. Нема ниту едно ракописно ливче.
Зрзевскиот манастир се наоѓа западно од Прилеп на селото Зрзе. Црквата е посветена на Светото Преображение. Манастирот е подигнат во средината на 14. век од монахот Герман. Грижата за манастирот понатаму ја презеле неговите внуци зографите Јован, митрополит и брат му јеромонахот Макарije. Во текот на вековите и во овој манастир постоел скрипториум. Пишувани и препишувани се книги и е создадена богата манастирска библиотека. Постои авторов напис во Минеј за февруари од 1616 година во кој се вели: Сврши се сија книга месеца августа, лето 1616, при игумена Доротеја, ермонах, рукују ермонах Висарион. Писа се в манастира Зрзие во области Прилепској. Овој ракопис сега се чува во Црковниот историски музеј во Софија под број 303. Од овој манастир потекнува и Зрзевското четвороевангелие, што неодамна е пронајдено во Велес. Тоа потекнува од 16. век и изобилува со прекрасна орнаментика и интересни записи. Се чува во Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Лето 1538. Наче мор Божијем попушченијем село Зрзе. Прво умре поп Никола, ноемврија први. Тогашде месеца представи се раб Божи Тодор, 20 ден. И по него у село 108 души. И у манастир 6 братија. Представише се духовник Јосиф, јеродјакон Генади, Висарион монах, Сава монах, Герасим монах. Совет сотворише и у законо поставише со сабором архиерейским и всего народа окрсних сел, јако да не дрзне поп мирски ни крстити, ни венчати, ни појати без благословение монастирская настојателја во село Зрзе и во село Крапа и во село Барбаро. И кој свештеник не ќе држати да имат проклетие од самога Спаса Отца Вседржителја и од евангелисти и од светих богоносних отци и од сех светих. Тоже лето ходи цар Сулеман Бек на кара Богдана. Писах аз, еромонах
Pajsije. Волтерот на црквата до денес постои во вид на триптихон, ракописна царска проскомидија, тоест поменик во 4 графи. Во првата графа се испишани имињата на архиепископи, митрополити и епископи. Во втората графа се споменуваат имиња на јеромонаси, во третата на монаси и во четвртата ереи. Од оваа царска проскомидија може да се види дека овде престојувале видни црковни великодостојници и други световни лица, што значи манастирот представувал културно-просветен и верски центар во минатото. И овде, како и во другите македонски манастирски книжевни центри, постоеле голем број книги што биле создадени или донесени, но денес, освен царската проскомидија испишана директно на дрво и закована, нема ниту една значајна книга за науката. Слава Севршителю Богу во веки амин. Писа се сија книга у поречи у селе зовом Калуѓарец, во ден благоверного краља Марка. Аз, много грешни и недостојни и всех последни, недостоен наречти се раб Христу. Добре јак, Радев син, од Маргарита Попа Станков син. Јему жеми јест гроб отечество, а земја мати. Братја мал и велик. Прочитајуште, поите, а не кълнете. И паче поминаете, писашар го си у книгу, и родител ја го починете руце од дел, а очи од сълз, и ум од мисли. Топличкиот манастир се наоѓа на падините од Плакенска планина кај село Жван Демирхисарско. Црквата е посветена на Свети Никола. Се мисли дека е изграден кон крајот на 14-тиот или почетокот на 15-тиот век. Конаците се урнати, останата е само црквата. Во средниот век и овде се пишувале книги и постоел активен и значаен скрипториум. Постои конкретен податок од 16-тиот век во Минеј за месец март и април, во кој се кажува дека овде игуменот Макарија го напишал Минејот. Поточно, еве што се вели. Изволением Отца и поспешением Сина и съвършением Светаго Духа и потуждением ермонаха игумена Кир Макарију со всу братју јаже о Христу во храм Светога архиера Никола во место Жерекомен Топлици,
буди ми во памет вечно. Amen. Валето 1536. Неодамна во овој манастир е откриен еден значаен ракопис, то ест четворо Евангелие од крајот на 14 век во тешко оштетена положба. Во централниот дел на Македонија постојат уште многу манастири во кои што се одвивала книжевна дејност и постоеле скрипториуми, но за сега ние не успеавме да најдеме конкретни записи од кои ќе се види дека одредена книга е напишана во одреден манастир. Освен во овие манастири кои што ги споменавме, богати манастирски библиотеки имало и во неколку други, за кои джинот во средината на 19 век ни дава податоци. Може би джинот во некои своји проценки претерува, но дека во македонските скрипторски и манастирски центри е создадено и чувано огромно книжевно богатство е точно, а точно е и тоа дека тоа драгоцено богатство создавано макотрпно во македонските цркви и манастири во текот на вековите, немилосрдно е уништувано и грабано, за на крајот да дојдеме до заклучок дека Македонија, која била најбогата со книжевно богатство создадено во неа, денес е една од најсиромашните словенски земји со ваков вид наследство, што е главен национален белег на еден народ. Но токму поради овој факт, со право можеме да кажеме дека историјата на македонската книжевна истемница се вбројува во врвните светски дострели на човештвото во доменот на писменоста.